според мое лаичко мислење, ја не знам ништо, ја не сум експер за тие работи, нека поведат слушнаци од државата. Нека проверат, така. Нека кажат дека е тоа напишано така или напишано шифрирано? Што вака, кој е? Каде да знам. Има цртежи, има... А има и цртежи, знаци? Да, знаци има на риб, на гроб, на... Како мапа нешто мислиш, како карта можеби, како насоки? Цртежи, да. Цртежи и има многу неразбирливи знаци. Има, сега оно што е многу интересно, напишен е зборот на латински ребус. Ребус, ја мислев дека тоа е енигма, но можеби тоа се однесува на ребуш, на тоа тајно македонско писмо што го користеле некои луѓе посебно среде овчарите, со кои што си правеле сметки, пресметки за нивната работа. Па вика дека тоа го пишувале на стаповите своји. Да. На секој стап па се забележува волковци ми се родија толку. Но она што јас ќе го кажам, она што јас го знам, да не испадне дека јас ја нудам таа книга или нешто, она што јас го знам, дека собственикот, значи, е подготвен да ја понуди на државата, да ја користи државата за потребите на докажувањето, да ја откупи едноставно. И да види дали и што може да се најде, да се открие врз основа на неја. Има заинтересирани странци, секако има многу. Тоа не знам, немам информација, ама сигурно дека би имало. Сигурно дека би имало, да. Значи ти, сашо, поврзувајќи го овој дел околу историчарот староримскиот историчар, Диокасиј, поврзувајќи го делот околу кажувањето на Баба Вања и поврзувајќи го делот околу Бакарната книга, сметаш дека има нешто на Беласица при преселбата на Александар Македонски, дури дека можеби и гробот негов е таму, или дека има нешто, а не знаеш. Еве, ја ќе спекулирам дека му е гробот на Беласица. Да. Знаеш колку луѓе ми имаат пишано на имейл, каде, ја на сите викам на Беласица. Ја направам Беласица светски туристички центар, сите тоа, само да не копаат, не смеја се копаат, да знаете. Вака сега, јас ќе ви кажам. Ајде. Јас дојдов јас тук. Да, нормално. Јас пак ќе повторам, не сум луд да го ставам сиот мој авторитет по прашање и да треснам нешто што нема никаква основа. Јас може би знам нешто дека на Беласица има нешто. И ова тајната на Бакарната книга, романот, нека биде патоказ на владата и на сите заинтересирани да помогнат на оваа држава и да се открие тоа што е таму. Ако се открие гробот на Александар Македонски на Беласица... Не знам дали е гробот на... Добро, некакво нешто ако се открие. Нека го откријат и нека го користат тоа во полза на нашата држава. И на нашиот народ. Ама пред се нека се погрижат да ја набават Бакарната книга. И од неја да почнат. Ако сакаат, ако не, никому ништо нека прогласат за неважна, нека може човекот, бидејќи човекот навистина од сиромашно семејство, штета е да тој му е наследство, тој барем така тврди, јас верувам, ми покажа документ дека му е семејно наследство таа Бакарна книга. И нека му... Добро, што мислиш, е вака малку да шпекулираме, еве, да ти извадам малку од науката за која, нели, малку заради гледачи. Бидејќи па ја те прогласив за Индиана Джонс, што мислам дека си, иако тоа е повеќе можеби интернет Индиана Джонс или така. Добро, тоа е сликовито. Не е овака со шешир, па со бичот и така натаму. А ако има нешто на Беласица, тоа е лесно откривливо. Ако било лесно откривливо, грците ќе го откријат од таа страна. Не. Или не тоа е од пишано. Од нашата страна. Тие направиле обид, според моите информации, да влезат во нашата страна, затоа копале тунел. Што ќе име тунел ако било од нивната страна? Так. Но тој обид пропаднал, загинале нивни 8 работници или 9, не знам колку. И тие се откажале од тој проект. Значи останува на нас, без никој да загине, да се иди, да се види. Ти мислиш дека е тоа толку едноставно, земи откопа и најди го, или има некој... Ето има, да кажеме, има сега во една емисија, вели, мора да дојде 2012 година за да дојде до откритија кои битно ќе го променат текот на историјата на македонците и македонскиот народ, односно ќе го повратат сјајот поранеш. Сега јас малку шпекулирам, не, нема да коментирам ништо, освен што ќе кажам дека
има луѓе во владата што знаат многу добро за што зборуваме, Зашто овде јас и ти, зашто стана збор, и нивно е како ќе одлучат натаму. Добро, за сите луѓе од владата што гледаат, а што знаат што зборуваме ја и Сашо. Сигурно гледаат, да. Гледаат сигурно и јас мислам. Што знаат што зборуваме, што знаат што сме зборували и јас и Тентов во една емисија, во друга емисија јас Тентов и Бошевски, што сме зборували и со многу други во емисиите мои, еве ги повикувам јавно да земат, да формираат една дирекција или еден, ја не знам, департман за откривање на вистината, за новото пишување на вистинската историја на македонците и на Македонија и на македонците, одејќи наназад генерации, далеку наназад, а откривањето на нешто, камо среќа да е тоа гробот на Александар Македонски на Беласица, тоа е светско откритие, како откритијата на пирамидите или откритијата на Троја. Тоа е равно на тоа. Ја мислам дека појако да откриеш гробот на Александар Македонски отколку Троја да откриеш. Мислам дека е посилно. Равно е на откривањето на пирамидите. Апсолутно. За следните проекти. Не, во ред е тоа, него зборот ми е сакам да уште малку да се задржам на ова, многу ми е интересно. Баба Вања само на еден момент ли тоа го кажува или? Тоа го кажува како свое видение кое што е опишено во мојот роман, а тоа нејзино видение го запишува нејзината внука од сестра Красимира, кој што го објавува во својата книга за Вања, кој што таа е другарка на ќерката на Тодор Живков. Да. Во 89-та година објавена на бугарски, а потоа објавено и на македонски, но во многу мал тираж. Јас ги повикувам авторите на македонското издание да го обноват, затоа што има огромно побарување по таа книга. За таа книга, да. За незините кажувања. Таму Вања објаснува, да не повторувам сега, тоа е спомнато во мојот роман. Дека мисли дека е таму, дојдено со камили, со едно, со друго, дојдено до овде. Да, од Египет. Зошто би го, да изанализираме, зошто би го носеле телото на Александар од Александрија до, да кажеме, до Беласица? Добро, многу интересно прашање. Но јас ќе ви одговорам дека за да се одговори на ова прашање, мора да го знаеме, а ние тоа не го знаеме, менталитетот на луѓето во антиката. Верувате ли вие дека доволно било еден сон или едно предскажување или едно навестување да се направи таков крупен чекор? Па знаете ли вие дека цар Константин го има признаено христијанството, ако него тој признал христијанството, сега ние кој знае што ќе сме биле? Не мога да бидеме христијани. Тој го признал христијанството благодарение на еден свој сон, сонувал крст, дека крстот ќе му помогне во една битка што следувала. И навистина тој победил во таа битка и рекол, од сега христијаните ми помогнаа, крстот нив ни го сонував, од сега нема веќе никој да ги допира нив, никој нема да ги прогонува, ќе бидат равноправна религија со останатите римски. Значи мислиш дека можеби и не е некое рационално решение? Нормално, да. Таму ќе му правиме гробница. Можеби обичен сон било тоа или било што. Бидејќи такви примери на вистина има во антиката. Мислиш дека така би евентуално би можело да Можеби, не мислам него. Мислам дека е тоа можно. А ако е тоа така, бакарната книга е де факто пишувана по донесувањето овдека на да кажеме тој караван или моштите негови, или е тоа делото до она што вели со документи, со пишани овие. Видите вака, од бакарната книга, како што јас ја имам видено и простудирано, таа во себе содржи зборови од постарата кирилица. Значи таа не е создадена пред повеќе од можеби 1000-1100 години. Да, можеби и нешто порано. Но факт е дека во неа се содржани зборови и изрази од антиката, од античка Македонија. Например, спомнате зборот Бизалтија. Бизалтија била античко-македонска област, која што екзистирала само во времето можеби на античка Македонија. Никој во Самуилово време, например, времето во кое можеби е настаната бакарната книга, не знаел за тој термин. А сепак тој термин е запишен во таа книга.
Значи, моја претпоставка е дека тоа е препис од некои постари записи, во кои што се уфрнени и кирилични зборови. И затоа е комбинирано писмо. Да. Дека од некој постар запис кој е да кажеме на папирус, на кожа, на било што, тоа е ова препишано. Тоа е мој. А зошто на бакар како материјал? За да остане. За да држи, да не се расипе.